Предстојната сабота на 2.11.2024 година во организација на Општина Карпош по повод одбележување на 48 годишнината од формирањето на локалната самоуправа на плоштадот Делфина во населбата Влај ќе се одржи собир на олтајмери автомобили. Изложбата е предвидено да трае во периодот од 10 до 13 часот. Во оваа пригода ги повикуваме на дружба сите љубители на класични возила да присуствуваат на манифестацијата и да уживаат во прекрасната атмосфера меѓу изложените безвременски автоекспонати, стои во соопштението од Општина Карпош. Започна изградбата на најголемиот мегапарк на територија на Општина Газибаба, кој ќе се простира на површина од 10.000 метри квадратни во новата населба Хиподром 2, објави градоначалникот на Општина Газибаба Бобан Стевковски во видеообраќање на социјалните мрежи. Градиме нов мегапарк на површина од 10.000 метри квадратни. Продолжува нашата грижа кон животната средина, а дополнително создаваме простор на кој граѓаните ќе имаат можност да спортуваат и рекреираат, изјави градоначалникот Стевковски. Покрај зелената површина и урбаната опрема во паркот ќе се засадат и нови садници на дрва, а ќе се изгради и спортски терен за кошарка, како и фитнес зона на отворено. Ова не е прв голем парк кој Општина Газибаба го гради. Изминатиот период нови зелени паркови се изградија во Триангла и Ченто, истакна Стевковски. Општина Центар додели 33 стипендии на ученици од основните училишта за постигнатите резултати на државните и меѓународни надпревари, со цел да ги поддржи и мотивира за понатамошен напредок во науката, техниката и посебните вештини. Го препознаваме талентот кај нашите млади и инвестираме во развивање на нивните способности. Вложувајќи во нивниот потенцијал, вложуваме во прогресот и иднината, истакна градоначалникот на Општина Центар Горан Герасимовски, кој лично им ги врачи стипендиите на учениците на свечената приредба, организирана во Општинското основно училиште Киро Клигоров по повод Денот на Општината. На настанот беа доделени пофалници за најдобрите ликовни и литературни творби на тема Мојот центар, мојот мал свет. Покрај стипендиите за наука, техника и посебни вештини, вчера Герасимовски врачи и 46 стипендии на надарените ученици од областа на културата. Општина Центар ќе продолжи да вложува во стипендирање на учениците со постигнати резултати на градски, републички и меѓународни надпревари, бидејќи тоа е влог во иднината и просперитетот, велат од Општината. Со поставување на камен темелник беше означен почетокот на изградбата на нова детска градинка во Општината Ѓурче Петров во населеното место Новосело кај Стопански двор. Како што истакна градоначалникот на Општина Ѓурче Петров Александар Стојковски, се работи за објект кој ќе биде со површина од околу 1000 квадратни метри и на две нивоа. Дечињата на возраст од 0 до 2 години ќе бидат сместени во две групи на приземјето на градинката, додека првиот кат е предвиден за поголемите дечиња кои дневните програми ќе ги поминуваат во 4 занимални, односно вкупно 6 занимални заедно со јаслите поделени на 2 ката. Објектот кој ќе биде граден по најмодерни стандарди ќе опфаќа заедничка занимална, повеќе наменски простор, просторија за изолација и просторија за индивидуална работа, гардаробер, кујна, санитарни простории и отворена занимална. Градинката ќе биде со капацитет за згрижување на 100 деца. Како што рече Стојковски, проектот е финансиран од владата на Република Македонија. Неговата околина ќе биде хортикултурно уредена, додека на останатото државно земјиште ќе биде изграден спортско-рекреативен центар кој ќе биде достапен за сите граѓани. Стојковски најави дека уште една градинка ќе се гради и во Дексион. Од 31.10. до 2.11.2024 на плоштадот Јадран во центарот на Скопје ќе се одржи 14-тото издание на фестивалот на виното Виноскоп. Виноскоп покрај врвните вина од над 30 винарии и врвни деликатеси ќе понуди богата музичка програма со акцент на поддршка на македонската музичка сцена. На фестивалот ќе настапат Кукулеле, Фолтин, Brass Brothers, Day Off, DJ Александар Јорданов, Огнен Здравковски, Пауза за ракија, DJ Тина, Калевала, Занаду и други македонски артисти и изведувачи.
Влезот за сите посетители, како и секоја година, и ова е бесплатен, а посетителите ќе имаат можност да уживаат во дегустирање на најдобрата македонска винска понуда со примарна цел – подигнување на винската култура. Општина Аеродром по барање на граѓаните и во соработка со јавното претпријатие Градски паркинг започна кампања за информирање на граѓаните за бенефициите од зонското паркирање што треба да се спроведе во населбата Мичурин. Паралелно со информативната кампања се реализира и теренска анкета, преку која граѓаните имаат можност да го искажат својот став за иницијативата за регулирање на паркирањето во овој дел од општината. Со реализација на проектот се очекува конечно да се реши проблемот со паркирањето што ќе овозможи нови паркинг места, бесплатно и сигурно паркирање за станарите, како и крај на проблемите со недостигот од паркинг места и узурпирањето на паркингот од хаварисани возила, се вели во соопштението на општината. Оттаму апелираат до граѓаните да се вклучат во анкетата, а по незиното завршување, општина Аеродром ќе ги преземе сите неопходни активности за реализацијата на овој проект. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.